Почитувани, се наоѓаме под Тумбекафе, токму таму каде што се изведуваат градежните активности на реконструкција на каналот, кој што ги собира водите од Лавчанскиот дел па се до под Тумбекафе, атмосферските води, значи, канал кој што беше во очајна состојба, а во делови кој што имаше потреба да биде дислоциран. Овие градежни активности се со средства во висина од над 35 милиони денари и се значајни не само заради функцијата на каналот, туку и затоа што ќе овозможат да продолжат понатамошните инфраструктурни зафати на улицата Крушевска република, која што веќе е започната во долниот дел и во делот горниот дел, со тоа што ќе се отвори сообраќајница која што ќе изврши сериозно растеретување на сообраќајот и воопшто ќе даде функционалност на сообраќајниот режим кој што го имаме на Партизанска, а со тоа ќе овозможи да се продолжи со градежните активности кои што создаваат онакви услови како што заслужуваат граѓаните во овој дел кои што имаат живеалишта кај поранешната касарна. Инаку во овој дел каде што се наоѓаме вкупно, ако земеме заедно со стадионот, вкупните градежни активности се над 6,5 милиони евра, од кои што 5,5 милиони евра се директно средства исплаќани од буџетот на општина Битола. Должината на каналот е 2052 метри, што значи дека буквално од овој потек каде што се наоѓаме до крајот, да кажам, кај населбата која што е под студентскиот дом, со што значи дека цел еден крвоток на градот се отвора и на вистина многу ќе значи понатаму за користењето на овој дел од градот, на спортските терени кои што ги имаме тука, меѓутоа и во делот на рестаретување на сообраќајницата Партизанска. Значи тоа како ќе влијае врз целокупниот живот во нашиот град. Дефинитивно ќе овозможи заокружување на една низа градежни активности кои што оваа локална самоуправа и јас како градоначалник ги започнавме и ги реализиравме затоа што сите знаеме дека тука имавме стамбени објекти, имавме граѓани кои што едноставно не можеа да пристапат до своите станови. И она што сигурно сите ги интересира, кога е крајниот рок на изведба, се гледа дека имате многу работа, но кој ќе биде и крајниот рок? Не би сакала да говорам за крајни рокови, бидејќи тоа не зависат од општината и од градоначалникот, од низа инстанци, меѓутоа евидентно е дека градежните активности се навистина во овие услови на пандемија со сериозен подем и дека општината сериозно одговара дури во вакви отежнати околности со низа градежни активности на вложување на својот максимум како субјект во сите овие компоненти на активности за подобрување на условот на животот на граѓаните.